Благодарам, подпредседателе, почитувани колеги пратеници, драги млади. Гордо како млад пратеник во Македонското собрание констатирам дека кога е ВМРО-ДПМН е во прашање и младите во Република Македонија, зборот е збор. И затоа денес на дневен ред сум гор што сум овластен предлагач на Законот за вредносни ваучери, со кој секој студент запишан на додипломски студии на возраст до 29 години од септември ќе добие вредносен ваучер од 250 евра за да набави електронско помагало во форма на лаптоп, таблет или персонален компјутер. Ке бидам навистина многу краток, ја изразам и својата благодарност до Социјалдемократскиот сојуз на Македонија и до другите политички партии кои ќе го поддржат овој закон денеска во Македонското собрание, со што ќе покажеме сите заедно дека младинскиот интерес ни е пред се и над се. Ке реафирмирам уште еднаш дека ветувањата кои ВМРО-ДПМН ги дава пред младите луѓе не се декларативни. Така не беше ниту со проширувањето на опфатот на студентскиот оброк, кој беше ветено од нас како партија, така не е и со 250 евра ваучер за електронски уред, кој беше ветен од страна на премиерот на Република Македонија Христијан Мицкоски. Констатирам дека младите луѓе во Република Македонија добија партнер во страна на владата, дека младите луѓе во Република Македонија повторно имаат мајка Македонија, а не Макија, како што беше 7 години. И јас, заедно со мојата пратеничка група и моите колеги млади пратеници во Македонското собрание, ветувам дека секогаш овој законот Давен Дом ќе биде партнер на младиот човек во Република Македонија и секогаш ќе настојувам да мојата партија ги застапува младинските интереси вистински и во пракса, а не само декларативно преку видео спотови и празни флоскули и празен пиар кој нема суштина. Уште еднаш, млади луѓе во Република Македонија, честитам. Законот за вредносни ваучери 250 евра за секој студент во државата за многу брзо ќе биде реалност, а во иднина и многу други работи со оваа влада и ова владеачко мнозинство овде во собранието ќе стануваат реалност за младите луѓе. Младите имаат партнер во владата и благодарам уште еднаш за консенсуалната поддршка за ова законско решение. Благодарам.